Турканица во кривичен за амнестија. 38 обвинети за собраниските настани побарале помилување, а од нив 23 од вкупно 33 обвинети за терористичко загрозување на уставниот поредок. Другите 15 барања се од останатите процеси кои се завршени или се уште се во тек, а се однесуваат на 27 април. Меѓу првите кои поднале барање пратеникот Крсто Муковски, Александар Василевски Нинџа и Никола Митревски Колјо, Горан Ангеловски Ќосето и Иван Цветановски, но и обезбедувањето на Трајко Велјановски, Никола Ѓошевски Леви и Митко Пешов, началникот на специјалните полициски сили. Се очекува и останатите претеници Тарчуловски, Василевски, Ернаудов и Димовски да го следат примерот на Муковски до утре да поднесат барање за амнестија. Засега единствено јавно одбија помилување Јане Ченто и Игор Јук, кои побараа судот да им пресуди, а не политичките елити. До утре истекува и законскиот рок во кој обвинетите за 27 април може да поднесат индивидуално барање да се изјаснат дали сакаат да бидат помилувани или за нив да продолжи судскиот процес. По истекот на рокот во следните 5 дена, судот и обвинителството треба да донесат решение по барањата на обвинетите. Согласно законот предвидена и жалба на решението во второстепена постапка. Повеќе од јасно е дека со амнестијата помилувани ќе бидат претениците, кои впрочем се наоѓаат на врвот на обвинението. Таа привилегија ќе ја немаат организаторите, лицата кои извршиле физичко насилство, кои носеле оружје, како и службените лица кои ги пречекурале службените овластувања. Власти и опозицијата едногласно пред една недела го изгласа законот за амнестија по скратена постапка.